58 годишен кумановчанец е приведен откако полицијата го затекнала како од паркирано возило изнесува противпожарни апарати и ги внесува во својот ноќен клуб. Веднаш потоа полициски службеници влегле во објектот и внатре пронашле и пиротехнички средства. Лицето било лишено од слобода и во полициска станица во присуство на адвокат. Со него бил извршен службен разговор, а од инспектор за заштита и спасување издадени се прекршочни платни налози и издадено е решение за забрана за работа до отстранување на неправилностите, велат од МВР. За настанот бил известен и јавен обвинител. Во меѓувреме, 3 дискотеки се затворени и не ги исполнувале потребните услови, иако имале важачка лиценца. Портпаролката на владата рече дека вчера биле направени контроли кај 12 објекти со активна лиценца. За останатите 9 се уште се проверуваат документи. Однос на ваквата состојба веднаш до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата, забрана за вршење на дејност и сите казнени одредби кои што се возможни согласно закон ќе бидат превземени. Сакам да информирам и јавноста дека е направен и план и за проверка на оние кои немаат важачка лиценца, а работеле во минатото. Она што се случи во Кочани не е само изолирана трагедија, тоа е симптом на расипан систем наследен од долгогодишна корупција. Ниту ќе замижуваме, ниту ќе заштитуваме. Сакам да истакнам дека ја разбираме фрустрацијата, луѓето бараат правда и ќе ја добијат. Митева вели на терен секој ден се над 10 тима кои вршат контрола. Овие тимови не се составени само од Државниот пазарен инспекторат, туку се вклучени повеќе надлежни институции кои што се заедно на терен, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи и градежните работници кои што се искусни во оваа работа, трудовите инспектори, инспекторите од управата за јавни приходи, финансовата полиција е дел од тимовите, сите буквално институции кои што можат да дадат било каков придонес, за да бидеме сигурни дека минимално технички услови мора задолжително да се исполнуваат, сите се на терен. Според правилникот за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност во делот кој се однесува на кабаре, ноќен бар и диско клуб, објектите треба да имаат клима и вентилација за промена на воздухот 20 пати во 1 час. За објектите треба да има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости, а за поголем број на лица соодветен број на помошни излези. Треба да има и апарати и друга опрема за гаснење пожар, но не се бара документ за исполнување на овие стандарди. При инспекција деновиве откриено е дека само 22 дискотеки низ државата имаат лиценци за работа. Најмногу објекти има Скопје, 13, но од нив само 2 поседуваат важечки лиценци, 8 имаат истечени, а 3 објекти немаат никаква лиценца. Мартин Арсов, Сител телевизија.